Поддршката на младите фармери и секако развојот на локалната економија се клучни за одржлива иднина на руралните средини. На оваа тема денеска разговарам со мојата гостинка Билјана Петровска-Митревска, проектна раководителка во Националната федерација на фармери, а поводот за вашето гостување е сајмот на македонската традиционална храна, кој што ќе се одржи на 7 февруари следната сабота во Скопје. Но ајде најпрвин добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. 7 февруари значи оваа сабота. Да. Првото прашање секако ќе ми биде зошто ваквите саеми се важни за малите фармери и производители од руралните области. Да, ваквите саеми, мали саеми кои што се организираат за малите оператори за храна, тоа се значи оние земјоделци кои што од своето домашно земјоделско производство прават одделни преработки, како што се мармалади, ајвари, зимница, мед, вино, ракија, сето тоа, го нудат на локалните пазари и на ваков начин, преку вакви саемски манифестации, едноставно се овозможува поголема нивна промоција, поголема видливост и директна соработка и директно поврзување на малите земјоделци со потрошувачите. Значи, нема посредник кој што се појавува помеѓу нив. Ние овие саеми како Национална федерација на фармери веќе ги организираме 5-та година и учествуваме на голем број на саеми кои што се низ цела држава. На 7 февруари, значи оваа сабота, во Скопје Сити Мол на приземје го организираме саемот подготвено со мерок, вкусно до последен залак, кој што е организиран од нас како Федерација на фармери, поддржан од Виефект и Шведска. Морам да истакнам дека пласманот е најважен кога говориме за земјоделското производство. Па како директната продажба всушност им помага на фармерите и земјоделците да обезбедат подобри и посигурни приходи? Да, токму преку овај начин на продажба и преку регистрацијата на земјоделците како мали оператори за храна, на еден начин е една иницијатива, еден модел кој што им помага да ја зголемат својата поддршка, значи и да ја зголемат финансиската поддршка во рамките на домашните буџети, значи да имаат поголеми приходи. Бидејќи знаеме дека пласманот, еве гледавме конкретно и од самите прилози, е се уште не го регулиран. Договорното производство во нашата држава помеѓу откупувач и земјоделец е се уште нерегулирано и несоодветно поставено, иако постои законска рамка во Законот за земјоделство и за рурален развој дека треба да се склучуваат тие договори, но реално не се склучуваат, имаме дезорганизација во делот на пласманот и продажбата на земјоделските производи кога зборуваме како суровина. Но кога имаме преработки, ние имаме додадена вредност. Овдека станува збор за земјоделците кои што не можат да ги продадат своите суровини, например ако земиме како грозија, ако земиме како пиперка. Значи, тие можат соодветно да ги преработат и да ги нудат на потрошувачите, значи на нас купувачите во градовите, да купуваме автентични, домашни, навистина квалитетни производи. Кога зборуваме за македонската традиционална храна, токму тие се основниот белег на она што не одбележува нас како поднебие и она што покажува што е нашето домашно произведено од нашите храбри, вредни земјоделци. Да, и навистина е штета кога покрај ова наше квалитетно, традиционално македонско земјоделско производство да купуваме во поголемите градови производи кои што се увезени во земјава. Дефинитивно, да. Сега она што е најважно, колкав е ефектот од ваквите настани врз локалната економија и заедниците, затоа што ова се настани на кои тие ќе се презентираат, ќе добијат информации за унапредување на производството и секако подобрување на пласманот. Значи, кога се носеа правилниците за регистрација на мали оператори за храна од страна на АХВ, тоа е уште пред 5-6 години, сите кои што учествувавме во тие процеси на носење на правилници, во промоција на тие правилници, едноставно постоеше некоја скепса како тоа ќе профункционира, како тоа ќе се внесе во системот, но реално да ви кажам, покажа доста позитивни ефекти, бидејќи ваквите производи си го наоѓаат своето место на пазарот. Навистина се во помала количина и овие производи не можеме, не се доволна количина да ги видиме во супермаркети. Значи, не се
се во делна количина толку големи за да можат да ги задоволат потребите на супермаркетите. Но со ваквите саемски манифестации едноставно се прави нивна промоција и се прави директна врска помеѓу земјоделците и потрошувачите, што реално се поврзуваат и потоа по тие дистрибутивни нивни канали едноставно се продаваат овие производи. Ние во Федерација имаме 60 земјоделци кои што се регистрирани како мали оператори за храна и реално да ви кажам постои многу голем интерес за учество на саемските манифестации. Не само во Скопје, еве сега што го организираме овој во сабота во Скопје Сити Мол на приземје, туку воопшто и во цела држава сакаат и се прави продажба. Ако ви кажам, бидејќи ние реално правиме и некоја статистика колку реализираат од продажба, најмалата продажба која што се реализира на овие саеми е 10.000 денари, а најголемата е 60.000 денари, значи 1.000 евра. Така, одлично. Зборуваме за квалитетна храна, за органско производство и можеби слабата алка токму на македонското земјоделско производство е што не можеме да бидеме конкурентни на странските пазари, пазарите од надвор од нашата држава, токму поради недоволното количество кое што треба да го кое што не можеме да го произведеме за да можеме нели да бидеме конкурентни на тие странски пазари. Дефинитивно е така и за да го зголемиме количеството на суровина конкретно и за да се прават преработки, не зборувам само преработки од мали оператори за храна, туку зборувам и големи преработувачки капацитети, мора да се организира пласманот. Тука мора да постои голема заинтересираност и интерес и од земјоделците и од друга страна од откупувачите. Значи мора да се дефинираат тие откупни цени кои што навистина се ниски. Трошоците за производство растат, а цените откупни исто така се многу ниски. Но кога ќе настане она што го зборуваме ние економски форми на обединување на земјоделците, како што се задруги, како што се организации на производители, кои што во моментот во државата се прави ваков модел со новиот закон за земјоделство и за рурален развој, тогаш можеме да зборуваме за дефинирани количини, по големи количини, кои што ќе се знае кога ќе се откупат и ќе се знае по соодветни цени, кои што ќе бидат и во интерес на земјоделците, но исто така и во интерес на откупувачите или преработувачките капацитети. За жал знаеме што ни е потребно, меѓутоа некако сме бавни. Бавни сме во реализација на тоа што треба да се направи за да конкретно нели целото земјоделско производство во земјава се обедини и конечно да станеме конкурентни и да го понудиме нашиот квалитет. Меѓутоа морам да истакнам дека овој саем кој што го најавуваме денеска е дел од проектот за подобрени пазарни врски и она што е најважно е да го прашам што конкретно се подобрува преку овој проект ако велиме дека полека се движиме напред. Да, проектот е имплементиран од нас Националната федерација на фармери со поддршка на Шведска и Шведската организација за развој Виефект и морам да истакнам, првин проектот не се однесува само за малите оператори за храна. Значи, се покренати голем број на иницијативи во рамките на проектот кои што дале резултати, како што е договорно производство, како што се школските шеми кои што се воспоставени и најголем акцент ставаме на економските форми на обединување, како што е новиот модел организации на производители и се разбира малите оператори за храна, кои што сакаме да воспоставиме со нив директна врска со самите потрошувачи и нивна промоција со цел да се прикаже што е она автентично, домашно, брендирано наше производство кое што заслужува да биде на нашите трпези. Се бара, но сепак тие врски преку саемите, значи има потрошувачи што сакаат да купуваат вакви производи. Но реално тие врски токму се создаваат на ваквите саемски манифестации. Одлично. Да има што е можно повеќе вакви саемски манифестации за да можат сите овие домашни производители да се представуваат, но од друга страна пак и да собираат што е можно повеќе информации за тоа како тие да се унапредуваат во своето работење и своето производство и ќе истакнам повторно дека поддршката е неопходна. Како со информации, исто така понекогаш и финансиска поддршка им е потребна на овие производители. Па овде сакам да ве прашам каква е улогата на меѓународната поддршка во вакви настани проекти?
Реално е многу важна и меѓународната поддршка и значи програмите кои што се нудат од Европска унија, независно дали станува збор за проекти, не мора само Европска унија, значи и други меѓународни организации кои што едноставно преку проекти ја поддржуваат нашата држава. Несомнено е многу важно и несомнено е кога имаме поддршки во рамките на земјоделството. Ние реално сакаме или не сакаме да признаеме, а веројатно во денешно време се помалку сакаме тоа да го кажуваме, дека сме аграрна држава. Единствено Македонија што може да понуди е производството на храна. И сме препознаени во светот. Нема странец што не дошол во Македонија и што не им се допаднале нашите производи. Ваквите поддршки од меѓународните проекти и меѓународната заедница се многу важни бидејќи овозможуваат модернизација на земјоделското производство и реално и државните програми, ние како Национална федерација на фармери се залагаме да се зголемува програмата за финансиска поддршка во руралниот развој, бидејќи таа е насочена кон модернизација на земјоделското производство и реално функционирање на ИПАРТ програмата, која што исто така може би не е толку достапна за малите земјоделци, но кога зборуваме за преработувачки капацитети и тука станува и многу значајно да имаме модернизација. Значи, земјоделството не треба да се гледа само низ призмата на малиот земјоделец, треба да се гледа низ призмата на се што е опфатено. Од земјоделец, од преработувач, од купувач, од дистрибутери, сето тоа кога имаме сегменти да бидат вклучени на еден начин модернизација, ние имаме и поквалитетно производство и со поголем квантитет. Така. Евидентно е дека ни сите делови од државата многу граѓани се свртуваат кон домашно и локално производство на храна. Па затоа сакам да ве прашам дали овој модел може да се прошири и во други градови низ државата, ваквите саеми кои што ги организирате, затоа што еве иако се организира во главниот град, интересот е навистина голем, ми кажавте, и доаѓаат производители од сите делови од државата. Да, реално ваквите саемски манифестации, ние како Национална федерација на фармери организираме саемски манифестации во Скопје. Но има голем број на други организации и државни институции, како што се општини, Министерството за земјоделство и слично, кои што едноставно организираат саемски манифестации не само во Скопје, туку и во другите градови. Значи има и во Битола, и во Охрид, и во Струмица се организира исто така вакви саемски манифестации. Но морам да истакнам дека најголема потрошувачка е во Скопје, бидејќи тука некако живееме, а не произведуваме. Голем процент од населението од Македонија живее во Скопје и сака вакви производи да купува. Која ќе биде вашата порака до граѓаните кога станува збор за избор на домашно и локално произведена храна? Најверојатно ќе биде, нема да сгрешите, доколку купите и доколку сакате да пробате. Па еве, јас би ја дала мојата порака, како што и насловот на нашиот саем, создадено со мерак, вкусно до последен залак. Реално тоа е она што го прават малите земјоделци, се вложуваат во тоа производство, првин за да ја произведат суровината, потоа да ја преработат и се прави со многу позитивна енергија, со многу љубов и со многу голема професионалност и затоа овие производи драстично се разликуваат од оние производи кои што се продаваат во супермаркетите. И реално сметам дека ние како потрошувачи треба да ги поддржуваме ваквите преработки и ваквите мали оператори за храна, бидејќи тоа се обележјето на нашата држава, а реално и на таков начин ги поддржуваме и руралните заедници, а ги поддржуваме малите земјоделци. Така. Земјоделството може да биде наша водечка гранка за економски развој на земјата. Ги слушнавме во претходните прилози линковско вклучување проблемите со кои што се соочуваат за земјоделците, што значи детектирање на проблемите, нивно препознавање и конечно што е можно побрзо решавање на овие проблеми за да може да имаме конечно унапредување и модернизација на земјоделството во Македонија. На самиот крај од емисијата би сакала накратко да ми кажете кои се предизвиците и плановите на Федерацијата за 2026 година. Предизвиците ги кажа и претходните земјоделци во прилозите, значи можеме да кажеме пласманот, климатските промени и недостаток на работна
работна сила, посебно млада работна сила во рамките на земјоделството. Од наш аспект и на она што ние работиме како Национална федерација на фармери и се залагаме е што е можно поголеми поддршки за младите земјоделци, за да може младината да ја натераме да се занимава со земјоделство и реално тоа не е предизвик само на нашата држава, туку и на голем број на држави во светот. И конечно да ни заживеат руралните средини со сите можности и богатства кои што ги имаат. Да, и она што да не се повторувам со останатите земјоделци би укажала и на инфраструктурата. Так. Ако ние сакаме да ги поддржиме руралните заедници, да направиме да живеат луѓе во рурални заедници, мора да има добра инфраструктура, пат и соодветни здравствени, социјални, културни услуги кои што ќе овозможат достоинствен живот во селата. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на поканата и ве поканувам во Скопје Сити Мол на нашиот саем 7 февруари, сега во сабота од 10 часот на приземје. Тука сме да се дружиме и да дегустираме и да се забавуваме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.